Блесок на грбовите. Тоа е насловот на повеќегодишниот образовен проект на Музеот на Македонија во соработка со Министерство за култура и со Македонското хералдичко здружение. Така беа одржани предавања и работилници со повеќе високо етаблирани имиња од европската хералдика. Сето тоа резултираше со нови и научни сознања, особено за македонската хералдика и хералдиката на Македонија во светски рамки. Веднаш после излагањето на почитувањето господин Јован Јоновски, поточно магистер Јован Јоновски, кој студира во Будимпешта, Лондон и Нови Сад, каде што магистрира на историја на црквата, во рамките на магистерските студии хералдика, студира кај професор доктор Иван Балта од Осијек, еден од ретките академски хералдичари и генеалози во Европа. Денес тие сознања материјално и музеолошки вам ќе ви бидат представени како хералдичка експозиција во постојаната со надеж нова и реална историска поставка на Музеот на Македонија. И на крај нашата пасија, наречена хералдика на Македонија, полека се доближува до вистината. Господине Јоновски или Хер Алт, ве замолуваме да ги представите грбовите на Македонија. Насловот на ова предавање можеби некому ќе изгледа познато и навистина истиот наслов академик Александар Матковски го искористува за објавување на својата книга во 1970 година со поднаслов Прилог кон македонската хералдика и со тоа ги удира темелите на македонската хералдика. Имено академик Матковски ги истражува илирските грбовници и присуството на македонскиот грб. Но исто така, позивајќи се на таа група, тоа што грбовите ги каталогизира, без хералдичка анализа. Ние денеска се обидеме да направиме хералдичка анализа на македонската хералдика, но тоа малце подоцна. Значи, академик Матковски ја почнал својата битка за грбовите на Македонија со овој грб од грбовите на Коренич Неовеч 1595 година, како еден од почетоците на македонската хералдика. Во пред да навлеземе во малце по длабоко наблюдување на македонската хералдика или потока со грбовите на Македонија, само ќе скокнеме малку 2 века понапред, за да видиме представата на Александар Македонски, тука заедно со Јулиј Цезар. Значи Александар Македонски е витезот кој што го држи штитот со златниот глав, на црвен штит, кој што со двете раце држи златна секира. Со вековни 2 века 300 години пред Коренич Неовеч, значи 1394 година. Така имајќи сега една малку поширока представа, ќе почнеме од почеток. Најстарата хералдичка представа поврзана со Македонија е од 1339 година, а тоа е знамето над Скопје на мапата на Анџелино Вучерто, каде што знамето е всушност хералдичко, представува банер, односно представа на грбот на квадратно злато. Тука представата е на црвен двоглав орел на жолта основа. За него најнапред пишува Соловјев во рамките на Скопското научно друштво, 1936 година во Скопје, но таму тој го пишува дека е црвен двоглав орел на бела основа. Можеби затоа што во тоа време е потребно да се гради поинаков идентитет и да се покаже континуираност
на некој од представите, но сепак станува збор за црвен двоглав орел на жолта основа, која што е поинакво од традицијата на српскиот грб, кој што се јавува како црвен двоглав орел на бела основа. Но, како што рековме, ќе се посветиме на денешното предавање на грбовите на Македонија. Кога зборуваме за нив, треба да зборуваме за три групи на грбови. Првата група е грбовите на Александар Македонски. И морам да кажем за припишаните грбови на Александар Македонски од средовековието, значи на најстара представа која што е до нас позната, сочувана, од 1394 година. Има уште многу такви представи. Втората група се грбовите на Македонија од европските грбовници, или вон илирската хералдика. Ова се од грбовниците кои што Матковски, до кои што Матковски не стигнува, или барем не ги објавува. И третиот дел се грбовите на Македонија од илирската хералдика. Значи, она на која што работи Матковски. Има и тука нови моменти кои што ќе ги разгледаме повторно. Значи, почнуваме од почеток за првата група, грбовите на Александар Македонски. Представата на Александар Македонски е многу честа, особено како дел од Девете достојни. Тоа е еден англосаксонски епот 13 век, кој што многу често е осликуван и во грбовниците, како една многу честа представа во раните радовно-средовековните грбови, но исто така се наоѓа аплицирани на таписерии, на камени релефи. И конкретно, значи тоа представува три тријади, три добри пагани, три добри евреи и три добри христијани. Представата на трите добри пагани се Хектор, Јулиј Цезар и Александар Македонски. Значи, овие често се среќаваат во европските грбовници. До сега во Македонија никој нема обрнато внимание. И, како што рековме, најстарата представа е ова од 1394 година, на кој што Александар Македонски е представен со златен лав на црвено поле, кој што со двете раце држи златна сега. Тоа не е единствената представа. Интересно е што мора да се спомене дека често пати ова се илустрации на Девете достојни, кои што многу постојат и често пати се случува уметникот воопшто да не се грижи за хералдиката и често се случува грбовите да бидат измешани од еден со друг. Но сепак највеќе од представите кои што се наоѓаат на Александар Македонски се со лав. Еве ќе погледаме некои други. Значи, ова е од 1530 година од Баварската библиотека, каде што грбот на Александар Македонски е представен како златен грифон на црна основа. Истото се среќава и во други ракописи од 1516 година. Значи, ќе видите уште неколку слики, таму што е во заграда, каде исто така се спомнува овој, но оној дел што е без заграда е всушност од каде се наоѓа оваа представа. Една поинтересна представа е од Јером де Бара од 1581 година, каде што е златно црвен лав. Овдека сликата не е представена, но ќе се навратиме на тоа малце подоцна. Понатаму, кога доаѓаме во европските грбовници, ќе гледаме категоријата на грбот на кралот на Македонија. Мораме, пред да продолжиме понатаму, да забележиме дека всушност треба да размислуваме со умот на луѓето од тоа време. Земјата се поистоветува со кралот, затоа што земјата се рачуна како едно вродено право на кралот. И не се прави разлика помеѓу земјата и кралот. И затоа многу често се одействува оваа дефиниција кралот на Македонија. Значи, ова е првиот од 1447 година. Представата која што е дадена тука е емблазонирана од моја страна, значи не е самиот грб, затоа што стои само описот, но хералдиката е екзактна и од самиот опис може да се направи реконструкција на тој грб, нели, стилот може би да е поинаков. Стилот кој што е користен тука е токму од 15 век. Понатаму уште една представа на грбот на кралот на Македонија.
исто така која што е реконструкција моја. Но исто така рековме дека хералдика блазонот е даден на овие грбовници. Нема сега многу со имења на грбовници да ве оптоварувам. Материјалот се наоѓа тука кој ќе го формулираме гласникот, има сите потребни фусноти. Понатаму во грбовникот од Баварската библиотека од 1530 година имаме две други представи на грбот на Македонија. Ова е првата, значи на злато 3 црни јареми во стол. Значи поставен хералдички земено еден под друг. И уште една друга интересна представа која што се наоѓа на неколку други грбовници е оваа, значи конкретната слика која што рековме од грбовникот од Баварската библиотека од 1530, но истиот опис се наоѓа и во High Alman Roll во Лондон, во College of Arms од 1448 година, каде што блазонот на ова се 3 сребрени одсечени врвци, градобрански од двете страни, фимбрирани или врамени злато на црвена основа. Пред да предеме на илирската хералдика, треба да споменеме нешто зошто овие представи се различни. Грбовите во овој период, или авторите на грбовите во овој период, всушност даваат своја идеја како би требало да изгледа грбот на екзотичните земји. И за нив во овој период станува збор за екзотични земји. Значи, гледаме дека во неколку грбовници некои од представите се повторуваат, но некои не се повторуваат. И сега доаѓаме до илирската хералдика. Рековме дека нели Александар Македонски во некои грбовници се менуваат тие амблеми кои се користат, но сепак најчесто се наоѓа лавот во различни хералдички пози. И сега се враќаме на илирската хералдика, на она што Матковски го работи. Во меѓувреме, еден многу битен грбовник е лондонскиот грбовник, кој што е откриен, да речеме, 1992 година, кој што се наоѓал со векови во друштвото на лондонските антиквичари, но поради грешка во индексирањето не бил познат на јавност. Значи, овој грбовник не бил познат ниту на Соловјев, творецот, да речеме, на илирската хералдика, ниту на Матковски. И тука е представата на македонскиот. Значи, овој грбовник се датира пред грбовникот на Коренич Неорич. И сега, нели, Матковски ја превзема приказната од Соловјев за Петаров Вучевич и го прави, односно го прифати како творец на македонскиот грб, односно авторот кој што го прави тој грб за нарачка на Коренич Неорич од 1595 година. Истражувањата понатаму, особено археолошките, покажуваат и други светски стручњаци, не ставаат толку сигурен сомнеж дека грбовникот на Станислав Рупчич од 1340 година, дека апсолутно не постоела шанса да постои. Значи, новите предци археолошки артефакти покажуваат дека авторот на протоилирскиот грбовник, така ќе го наречеме, значи од кој што се копирани сите овие подоцнежни грбовници, почнувајќи од лондонскиот и Коренич Неорич, бил човек кој што имал особено познавање од амблемите и символите од средовековна Србија, односно Балканот, би рекол, илирските простори, и човек кој што навистина пред себе имал некој грбовник кој што го копира. Значи, во времето на Матковски, кога истражува 70-тите години, се уште е редица на документи, пред се археолошки, потоа печати и отпечатоци кои што се наоѓаат во светските библиотеки, голем дел од нив во Дубровник, не биле познати, и сега со нивното откривање се потврдува дека сепак постои таа можност дека имало некој грбовник од поранешниот период. Дури самиот Матковски, иако во цело време ја следи приказката на Соловјев, сепак во еден момент остава можност дека
некој таков грбовник може би постои. Ние нема да навлеземе сега во докажување на историчноста на тој грбовник, но сега ќе направиме една хералдичка анализа. Значи, Матковски обично кажува, нели, златен лав или златен исправен лав и отприлика тоа застанува. Сега ќе го видиме, значи, најстариот грбовник, кој што ни е познат од илирската хералдика, всушност представува златен исправен лав и круна златна на црвено поле. И мора да се забележи тука дека круната е над главата на лавот и хералдички земено тоа се две различни полнежи или два различни амблеми. Но, бидејќи круната ја следи линијата на главата, можеме да заклучиме дека и основната идеја била круната да лежи на главата. И во тој случај можеме да кажеме дека полниот блазон е златен крунисан лав на црвена основа, но мора да се забележи дека лавот тука е наоружен црвен. Односно, дека јазикот на лавот е црвен. Во хералдиката и тоа е битно, затоа што последната се навратиме на тоа, коренич неорич, лавот кој што е представен потполно во иста презентација е со златен јазик. Она што е интересно, се навратиме е на грбот на Стефан Немања, кој што Матковски го нарекува илирскиот грбовник или групниот грбовник, кој што всушност представува грешка, затоа што ова е владетелскиот грб на Стефан Немања, во кој што се ставени грбовите на земјите, кои што влегуваат во неговото царство. Она што нас не интересира е македонскиот лав, ќе го наречам така дозволете, значи златниот лав на црвено поле, кој што е представен во првото хералдичко поле, значи горе лево, не хералдички обично, во хералдиката страните се, нели, свртени, и тука може да се забележи дека лавот, двете задни нозе се на иста површина. Што во хералдиката ја менува позата, значи не е исправен, или хералдички наречен рампант лав, каде што сите четири нозе се на различна површина. Тука лавот е представен со двете нозе задни на иста површина, и тогаш веќе ја представува хералдичката представа на грбот на лавот статан, и круната тука мора да се нагласи дека исто така е подигната од главата, што не е хералдички исправено. Мораме секогаш кога ја вршиме оваа анализа да се осврнуваме и на бугарскиот лав, кој што така е крунисан, или црвена златно поле, но овека може да се види дека тој сепак, иако просторот е исто така намален, останува рампант. Значи останува исправен лав. Верувам дека тука не станува збор за промена на позата, туку поради просторот кој што е диспропорционален, не е можна представа на исправениот лав. Значи, веќе рековме, станува збор тука за и во првиот и во вториот случај за германски штит, иако националната номенклатура не е прифатлива во хералдиката, затоа што штитовите, различните форми на штитови во различни юрисдикции, во различни земји поминуваат во различен период. Другиот начин на опишување на штитовите е преку временски период. И третиот, кој што го имаат по развиените системи, е да се даде и посебно конкретно име за видот на штитот. Хералдичкото македонско здружение користи комбиниран дел, значи поради тоа што веќе во првата објавена книга, нели, од Александар Матковски, се обидува да даде објаснување на обликот на штитовите, ние земаме дел од нив, значи дел е на националната номенклатура, дел е временска и дел е со посебни имиња. Се го користиме тука описот што го дава Александар Матковски за германски штит. Значи, од тој прото илирски грбовник, да не го нарекуваме, нели, грбовникот на Станислав Рупчич, но оној грбовникот кој што се копирани другите грбовници има две рецензии. Првата рецензија ја започнав во лондонскиот, втората е од Коренич Неорич
И одме понатаму да разгледаме уште неколку од овие рецензии. Но претходно повторно да го видиме грбовникот односно грбот на Стефан Немања. Интересно е што тука што македонскиот грб овдека е представен со 3 нозе на иста површина, што хералдички значи дека тука лавот е во од, односно пасан. Иако на скоро идентичен простор бугарскиот лав е се уште представен рампан. Третиот од оваа редакција, Алтановиот или Болонскиот грбовник, каде што се прават значајни промени во македонскиот грб, хералдички значајни промени, затоа што круната е сега веќе поставена на главата на лавот, што е хералдички исправно, но она што е многу битно е што опашката веќе не е единична, како што беше на претходните представи, туку е раздвоена и хералдички наречена форше. Ова е многу битно затоа што во хералдиката позата на лавот е исто битна, но поради тоа што лавот е најраспространет символ, битна е и позицијата на главата, дури и бојата на јазикот, она што се нарекува хералдички вооружен, но исто така и опашката. Имаме слична представа, Белградскиот грбовник 2, 1620 година, кога веќе влегува од овдека понатаму во понатамошните копии, влегува ова, значи вилушкаста опашка во грбот на Македонија. Првиот представник на втората редакција представува фојничкиот грбовник, кој што се датира од 16 век. Не постојат, значи за разлика од кореничниот ориш во кој што самиот грбовник стои годината кога е тој копиран. Овој грбовник се сметаше долго време за еден од најстарите грбовници, кој што се чува во Фојница, во манастирот таму, но после интервенцијата, да речем, на Соловјев, за да влезе во редицата на грбовниците што би ја покриле неговата хипотеза за влијанието и моќта на Педро Окмучевич, се преместува и се датира во 16 век. Представата тука е иста како и лондонскиот. Повторно имаме опашката што е единечна. Имаме круната е исто така подигната од главата и јазикот е црвен, но со многу помала артистичност отколку претходните грбовници. И она што е исто така интересно, значи на грбот на Стефан Немања, македонскиот грб во првото поле е представен со двете нозе задни испрлени наназад, што всушност се представува позата салјан хералдичка или во скок. Значи можеме да видиме дека тука исто така е битно дека и бугарскиот лав е во истата поза. Значи мојот заклучок е дека во грбот на Стефан Немања или групниот грб, што го нарекува Матковски, позата на лавот не се менува хералдички, не е идејата да се тоа смени, туку поради самиот простор хералдичкиот уметник не обрнувал внимание на позата. И сега преоѓаме во една посебна група на грбовниците, затоа што илирските грбовници се грбовници кои што ги имаат оние земји, кои што се наредени на грбот, и понатаму следат грбови на 140 семејства. Критичен пресврт на сево ова прави Павле Витезович со својата стематографија од 1701 година, која што излегува од овој концепт на илирски грбовници, затоа што во него се представени грбови само на земји, а не лични грбови, и бројот е многу позголемен. Она што за нас е најинтересно е што Павле Витезович прави инверзија на боите. Значи, каде што како македонски грб го прави да види црвен лав на златно поле, и Матковски вели дека тоа Павле Ритер Витезович го прави погрешка. Имено, сечејќи ги сликичките, лепејќи ги, овдека може би изгледа на сликата дека станува збор за некоја сликичка која е залепена, но всушност не е тоа, туку ова е од техниката на печатењето. Грбовите се направени со посебна
техника и кои што се вметнуваат заедно со другите букви, затоа се гледа ова рамка, но самиот Павле Витезовиќ не ни остава таков простор, затоа што ни дава опис, ќе навратиме малце подоста, значи Христофер Жифаровиќ ја преведува стематографијата на словенски јазик од 1741 година, првото издание, и за прв пат еден грбовник станува познат, затоа што оваа стематографија е многу пати печатена и со тоа се популаризира хералдиката, се популаризираат овие представи на грбовите, затоа што претходно нели спомнавме дека грбовиците биле скриени или во некој манастир, или во депо на нека библиотека, и за најголемиот дел од луѓето не биле познати. Но Христофер Жифаровиќ со својата стематографија, која што се печати многу пати, прави популаризација на хералдиката, но за жал со овој концепт променет од Павле Ритер Витезовиќ. Она што е интересно, во вториот дел од грбовникот на горе Павле Ритер Витезовиќ и подоцна објаснувањето на Жифаровиќ, кога го опишува грбот на Бугарија, каде што вели дека е крунисан лав златен на црвена основа, вели некои сметаат или во некои манускрипти овој грб е припишан на Македонија. Јасно ни укажува на фактот дека Павле Ритер Витезовиќ свестен бил комплетно за таа промена. Зошто ја направил, не ни е познато. Една од предпоставките можеби е, гледајќи го пред себе грбовникот, односно представата на Јером де Бара за грбот на Александар Македонски од 1581 година, каде што е исто така представен, значи исправен црвен лав на златна основа. Она што е интересно исто така во овие две, значи во оригиналот од Витезовиќ и преводот од Жифаровиќ е што, кога зборува за македонскиот грб, додава уште два грба. Едниот вели големото епирско куче и вториот тојагата на Херкулес помеѓу два рога. И не можеме да не ја видиме таа представа на мапата на Винченцо Коронели од 1690 година. Значи тоа е пред Петар Витезовиќ, Павле Витезовиќ воопшто да ја прави својата стематографија. Од каде доаѓаат овие две представи, не ни е познато, но интересно е што во претходниот текст, значи тој спомнува, вели дека се тоа грбови од времеето пред Александар Македонски. Неколку од истражувачите на оваа тема, Драго Мирасовиќ во својата книга Хералдика и Срби, вели дека представува промена, односно незнаење, каде што лавот се изедначува со кучето. Јас сметам дека тоа не е толку возможно. Особено кога зборуваме за кучето, ми доаѓа представата која што е на грбот на Македон, нели, каде што е представен волк, сребрен волк на црна основа. Понатаму, значи, можеме да кажеме дека, почнувајќи од 16-тиот век, значи од лондонскиот грбовник, што точно не е датиран, но се знае дека е пред грбовникот на Коренич Неорич од 1295 година, грбот, македонскиот земски грб, има долга традиција. Можеме тука да ги споиме и грбовниците, особено на Александар Македонски, со тоа што представата која се наоѓа на грбот на Македонија и ја префрламе уште точно 200 години понапред. Но, кога доаѓа Република Македонија прв пат да усвои свој земски грб, представата на лавот воопшто не е земена во предвид, туку нели со законот за грб на Народна Република Македонија од 26 јули 1964 година е дадена оваа представа, каде што вели дека грбот на Македонија представува поле обкружено со житни класја, кои што на дното се поврзани со лента со народен мотив, а во
житните класи се испреплетани плодовите на афион и на тутун, кои што горе, меѓу врвовите на житните класи се наоѓа петокрака звезда, додека во полето се наоѓа сонце и планина и река. Значи, во следниот број на Нова Македонија, од 28.7.46 година, се дава описот на овој грб и значењата, каде што се вели дека планината е кораб. И овој грб, всушност, има многу краток век, затоа што до крајот на годината, на 31.12.1946 година, се Уставот на Народна Република Македонија го препишува новиот грб, каде што го има истиот платон како претходниот, но без лентата. Значи, мора се има во предвид дека боите не се дадени, ниту во првиот опис, ниту во вториот, ниту било каква друга хералдичка основа за тоа да може грбот повторно да се натера. Туку само го набројува фактот дека има сонце, дека има планина и дека има вода. Хералдички тоа воопшто не е никаков опис или поточно решено било каква комбинација на штитот со овој опис бил грб. Ако се сеќавате на почетокот, јас имав представено две репродукции на грбови од 15-тиот век, кои што се можеби артистички или по стилот не се еднакви на тие кои што се употребувани тогаш, но хералдички земјанината представа е точна, затоа што самиот блазен опис е детално направен и тоа ни овозможува да ги реконструираме тие грбови. Со осамостојувањето на Република Македонија се наметнува и прашањето за новиот грб на Република Македонија. Распишан е конкурс, добиени се многу предлози, но самата комисија, која што ги разгледува тие предлози, не доаѓа до едно решение со кое што ќе го предложи на собранието и всушност тоа никогаш не ни влегува во собраниска перспектива. Првиот предлог, уште од 1992 година, и после завршувањето на овој конкурс, кога веќе едноставно ништо не се случува, првиот предлог потекнува од 1992 година, значи знамето, или сонцето од Кутлеш, или звездата од Вергина, да се пренеси на штитот, со тоа да се додаде стилизирана буква М и во дното да се дадат брановидни линии. И овој предлог не стигнува никогаш до собранието. И тогаш можеме да кажеме дека имаме две линии на предлози кои што доаѓаат сега. Едната страна е, значи, земскиот грб да се представи, да биде грб на Република Македонија. На неколку наврати. Првите наврати е токму истиот дизајн, истиот нацрт што го користи ВМРО ДПМН и сите партии кои што произлегуваат подоцна од него, да биде тој прифатен како грб на Република Македонија. Додека вториот е овој предлог на Мирослав Грчев, кој што е супериорен во однос на графичката изведба од оној претходниот кој што беше предлог за денешниот грб на ВМРО ДПМН, но за жал овој никогаш не влегува во собраниска процедура. Од другата страна, значи, во принцип може да се каже дека овие предлози доаѓаат повеќе од десно ориентираните партии, додека од другата страна доаѓаат идеите за така нареченото словенечко решение. Односно, представата на грбот да се пренесе на штит. Нешто што сметаа дека е она што Словенија го има направено, но мора да се има во предвид дека дури и социјалистичкиот грб на Република Словенија не бил направен сосема од ново, измислен, како македонскиот, затоа што таа представа, значи со триглав, се користела уште еден век претходно на неколку знамиња, на неколку револуционерни движења. Значи, постои еден континуитет и така Словенија се враќа на својата традиција, а не дека прави некоја изведба. Значи, потоа дојде уште една идеја да се направи истиот концепт, но не со сонцето од социјалистичкиот грб, туку со сонцето од знамето. Ништо од тоа не е влезено во собраниска
процедура, затоа што со законот потребно е двотретинско мнозинство, но ниту една партија не го има обезбедено, но сметам дека тоа е само технички изговор. Еден од работите е затоа што политичарите до сега воопшто не биле свесни за потребата и за значењето на грбовите како символи. Тоа можеше да се види кога беше усвојувањето на законот за употребата на символите на седниците, каде што беа спротивставени две страни, едната страна која што држеше многу цврсто до своите символи и друга страна која што сметаше дека символите не се битни. Но символите навистина се многу битни и земаат на големо учество во културниот идентитет на еден народ. И се надеваме дека Република Македонија навистина ќе добие грб. Морам да кажам дека овие претходните воопшто ниту можат хералдички да се наречат грбови, туку се амблеми, логоа кои се правени по урнек на грбот на СССР. Но и со Бадинтеровото сега мнозинство ќе биде изморедно тешко да се донесе нов грб на Република Македонија. Последниот предлог што беше е од премиерот Груевски да се трне звездата. Значи тоа не е најнов, нели имаше и претходно председ Никола Поповски идеја да остане грбот како што е, но да се трне звездата како идеолошки символ. Иако кога стана збор за овој грб не е само звездата идеолошки символ, туку комплетно, концептуално станува збор за идеолошки символ. И како заклучок на оваа тема, златниот лав на црвена основа има 400 годишна традиција во илирските грбовници и уште 200 години претходно во грбовите на Александар Македонски. Кога соседните држави добиваат со своја слобода или независност, тие без поговори, без прашање ги земаат грбовите од стематографијата на Жифарович. Ние сме единствените кои што тоа не било несторено. Туку се отвара дебата дали треба нешто, дали всушност тој македонски е навистина историчен. И видовме дел од своите презентации Матковски ги објавува во својата книга, дел ќе види. И со тоа би ја завршили оваа тема со уште една изјава дека материјалот кој што е најден собран за грбовите на Александар Македонски и од грбовите на Македонија од европските грбовници е многу мало, во никој случај не е исцрпен, затоа што ова се работа што сега никој не ги работил, и ова се работа како става непознати за научната јавност. И со повеќе ангажирање, значи разгледување во тие европски грбовници ќе се најде уште многу. Тоа е неспорно. Се надеваме дека државата ќе смета дека е тоа функционира репортата за тоа, защото тоа е една работа која не е нито едноставна, и со ова го завршам предавањето, имате можност да поставите прашање, потоа ќе преминеме на промоцијата на пројот и после на отварањето на експозиција. Прашање, тогаш да идеме на промовирањето на третиот број на Македонски Хералд, власникот на нашето удруženje. Ова е трет број кој што по пауза од 2 години се појавува и главната тема на овој број е за грбовите на Македонија, делото на кој слушнавте, многу полово представено и со потребниот научен апарат. Понатаму продолжува делот за ордените на Република Македонија, со македонските одликувања. Овој пат е представен орденот на Република Македонија како највисоко одликување на Република Македонија. Тука ќе најдете повеќе информации и во кои што се дадени и добитниците на овој орден.
Понатаму, дел од поставката, значи покрај грбовите на Македонија, се и хералдички представи на предмети од секојдневниот живот. Ке видите неколку од нив кои се тука исто така представени. Потоа представени проектот за кој што колешката Лена спомна, кој што трае веќе неколку години за популаризирање на хералдиката. Тука ќе најдете што до сега е направено од предходниот број, значи од 2007 година, проектот првите предавања почнуваат од 2005 година. Продолжува македонскиот хералдички терминолошки речник. И она што е најинтересно, или интересно е хералдичка анализа на штитовите од нерези, значи од представата од фреско-живописот, кој што е завршен од 1164 година, каде што светите војни, 6 свети војни представени таму, се представени со хералдички штитови и во редо ќе најдете хералдичка анализа. И понатаму се активностите на Македонското хералдичко здружение, заедно со меѓународните посети, и на крајот е извод од хералдичкиот регистар. Една од активностите на Македонското хералдичко здружение представува и регистарот на грбови, и тука се предадени 4 лични грбови кои што се запишени во самиот гласник. Претходните броеви можете да ги најдете на нашиот сајт, значи се слободни достапни. Нашата практика е бројот, секој број да биде достапен, затоа што поголемиот дел од луѓето што се во странство може да го симнат. Последниот број не е се уште ставен на сајтот, затоа што електронската верзија обично ставаме неколку недели подоцна, за да ги видиме и да ги исправиме сите оние печатарски грешки или корекции кои што се наоѓаат. Но во секој случај од нашиот сајт овие наши гласници отприлика околу 300 месечно се симнуваат, можеби и не е толку многу, но во последните, значи првиот број е објавен 2005 година, тој е навистина еден извор за познавањата на хералдиката во Македонија. Бројот е двојазичен, македонски и англиски. И да не должа многу, со ова нашиот дел тука е завршен. Ке можете да земите од сите заинтересирани што се од гласникот, а потоа ќе преминеме во другиот дел и од отварање на самата поставка.